Златева, кои табу теми ги отворивте и за кои предизвици зборувавте? На вчерашната тркалезна маса во Неготино за прв пат невладините организации кои што работиме со лица со попреченост од Вардарскиот плански регион, на исто место бевме седнати и лицата со попреченост, меѓутоа и здравствените работници од примарното здравство. И за прв пат започнавме да разговараме за сите оние горливи прашања кои што се поврзани помеѓу сите овие субјекти. Пред се, лицата со попреченост имаа можност од нивно име да зборуваат за потребата од здравствената заштита и на кој начин е давана во нашата држава. Пред се морам да истакнам дека од присутните таму лица кои што беа со попреченост можевме да слушнеме дека е многу тешко да си лице со попреченост и да можеш да ги добиеш навремено и онака како што треба сите здравствени услуги. Пред се должи на тоа што најчесто во локалните заедници кај што живеат лицата со попреченост веќе стекнале своји пријатели, познаници и така натаму и не им е тешко значи да функционираат во тие услови, меѓутоа многу потешко се функционира кога станува збор за надвор од градот, кога треба да се посетуваат здравствените установи кои што се од секундарното здравство или од терцијалното здравство. Вчерашната тркалезна маса беше посветена на тоа да ние како организации кои што работиме за лицата со попреченост започнеме да го подигнеме гласот на едно повисоко ниво нормално, меѓутоа заеднички со здравствените работници, со Министерството за здравство да направиме и да моделираме здравство според потребите на лицата со попреченост. Така да вчера имавме можност да слушнеме дека во нашата земја немаме добра рехабилитација за најтешките случаи на лица со попреченост како што е церебралната парализа и дистрофијата, дека она што е пропишано со Законот за здравствена заштита, рехабилитација од 21 ден, ниту оддалеку не ги задоволува потребите на оваа категорија на граѓани. Потоа стануваше збор за тоа колку се пристапни здравствените организации, оние кои што се од примарното здравство, кога станува збор за матичните лекари, општите матични лекари, стоматолозите и гинеколозите, колку се тие едуцирани и колку тие знаат да одговорат на потребите на лицата со попреченост. Потоа колку се едуцирани и останатите граѓани дека кога во чекалната ќе видат лице со попреченост дека треба да му дадат приоритет. Со овој наш проект ние сакаме да започнеме, односно една активност каде што сите оние доктори од примарното здравство кои што ќе ни се приклучат во проектот, ќе ја добијат налепката пристапен доктор, односно ќе бидат изработени во иднина и табли на кои што ќе бидат означени приоритетните пациенти во нивната здравствена организација. Потоа во рамки на проектот предвидено е да изработиме и страна на која што многу често, веб страна на која што многу често ќе објавуваме активности од самиот проект и меѓутоа и иницијативи со кои што сакаме да го измениме самиот здравствен систем, а исто така до крајот на овој проект планираме да подигнеме иницијатива за промена на Законот за здравствена заштита и нешто што е многу битно. Значи до 18 годишна возраст, додека се наоѓаат во раст и развој лицата со попреченост, тие имаат право на придружник во здравствените институции, меѓутоа по навршувањето нивните придружници мораат да си го платат својот престој во таа установа и при тоа да дадат навистина големи финансиски средства за тоа да може да се случи. Па затоа за најтешките случаи за лицата со попреченост кои што имаат потреба многу почесто да присуствуваат во здравствените организации, бараме самата здравствена организација да може да им обезбеди придружник за време на престојот во таа институција. Значи, доколку лицето како со попреченост има можност кога се наоѓа во својот дом, во домашното окружување, има можност да има личен асистент или негувател во домашни услови, истото треба да го има и кога се наоѓа во здравствената институција. Од прилика ова беа темите кои што ги начнавме вчера на ова прва тркалезна маса. Вакви тркалезни маси ќе имаме уште две во овој период, во овие месеци, во декември и во месец јануар, една во Кавадарци и една во Велес, за да можеме да го слушнеме размислувањето и на лицата со попреченост и на нивните старатели, родители, меѓутоа и на здравствените работници од овие општини кои што се дел од Вардарскиот плански регион. Ти благодарам.